Благодарам, председателка. Значи, денес се отвара расправа по однос на една од вкупно нашите 6 предлози за уставни суди на местата на испразнетите поради пензионирање места во Уставниот суд и станува збор за 15 годишната постаж професорка редовна на Правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи, тоа е професорката Родна Живковска. Во добар дел колегите Милошовски, Јаулевски и Стојановски извадија дел од незината поднесена биографија. И јас исто така сакам да искористам можноста, некои делови не би ја прочитала цела, бидејќи истата е поделена на сите заинтересирани пратеници, но сакам да истакнам дека се работи за навистина еден не само универзитетски професор, туку и докажан академски граѓанин, на тоа го зборува самата незина биографија, па така би кажала дека е 15 години редовна професорка, дека има исто така и магистратура на Правниот факултет Свети Кирил и Методи, понатаму докторскиот труд и е под менторство на професор доктор Марко Илешич од Правниот факултет во Љубљана, кој што докторски труд го има одбранете во 1996 година на Правниот факултет во Љубљана. За професорката Родна Живковска, она што јас би сакала да го истекнам при моево излагање е тоа дека истовремено и предавач на Академијата за суди и јавни обвинители. Понатаму била и раководител на Институтот за граѓанско право и раководител на катедрата за граѓанско право при Правниот факултет Јустинијан I во Скопје, денес е и сенаторка во Универзитетскиот сенат при истиот овој универзитет. Инаку во 2012 година, а заради постигнати значајни резултати како предавач во Академијата за суди и јавни обвинители, била прогласена за најдобар предавач на Академијата за суди и јавни обвинители со оценка 4,8. На тоа, кога говоревме дека терминот искусен правник е навистина една широка дефиниција, па вчера имавме можност да се говори за еден кандидат со приложена биографија на 2 страници, во која што навистина не видовме дека се работи за искусен правник или барем не правник што би можел да се стави на иста вага со правничката професор Родна Живковска. Зошто тоа го велам? Затоа што во својата биографија Родна Живковска истакнува дека има објавено бројни трудови во домашни и меѓународни публикации, се разбира од областа на правото, односно граѓанско право и стварно право. Така да само во последниве 5 години има објавено вкупно 16 трудови, кои што тука се наведени, да не одземам од времето. Понатаму има објавено во претходниот период, пред овие 5 години, доста монографии, учебници, учебни помагала и коментари на закони. Има значајно искуство исто така во работата како членка или председателка на повеќе комисии, совети и управни одбори. Би ги споменала, кажав веќе претходно, сенаторка во Сенатот при Универзитетот Кирил и Методи, раководителка на Институтот за граѓанско право, раководителка на мастер студиите насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право, членка на Правниот совет за реформи во правосудството при Министерството за правда, председателка на Комисијата за посредување во авторски и други сродни права при Министерството за култура, председателка на Комисија за посредување во авторски и други сродни права при Министерството за култура, членка на Програмскиот совет за уредување на градежно земјиште на Република Македонија, членка на Советот за реформи во правосудството при Министерството за правда во Република Македонија, членка на Советот на Адвокатската комора на Република Македонија, членка на Управниот одбор на Фондот за земјоделство, членка на Советот на Адвокатската комора на Република Македонија овој пат период 2001-2005, членка на Управниот одбор на АДА Поштенска банка 2001-2005, членка на Надзорниот одбор на Македонски телекомуникации. Исто така учествувала во изготвување на голем број на законски и други правни акти и исто така има зработено
наведени се вкупно 13 експертски миšljenja од областа на стварно правните односи. Ако ја читав оваа биографија, сигурно ќе одземеше повеќе од половина час. Јас се обидов, имавме тука во нашите материјали по однос на оваа точка на 13-та седница на Комисијата за прашања на изборите и именувањата. Имавме некоја хронологија од кратки биографии или CV-а на уставни суди во период од 1963 година па се до ден денешен, и не би сакала да одземам многу време, но сакам за поединци, само кога веќе зборуваме за тоа што значи богата биографија и што за мене значи терминот истакнат правник, неколку би споменала, но верувајте дека повеќето се со минимум во својата биографија дека се доктори во областа на нивната професија, односно доктори при правни факултети, не само на нашиот универзитет, туку на многу светски познати, Никола Крлевски, Јосиф Талевски, значи мноштво на познати имња кои што навистина оставиле нешто, и барем би сакала, односно сакав да се продолжи овој континуитет на вакви богати биографии при поднесување на кандидатури за членови на Уставен суд, кои што нели сите се согласуваме, а и така е, дека една од најсериозните институции во секоја држава, па и во Република Македонија, затоа што тоа е институција која што треба да го брани Уставот, а и правата на кои што Уставот им ги доделува. Жалам што вчера имавме еден таков кандидат кој што имаше навистина оскудна биографија, па може би и затоа колегите од ова парламентарно мнозинство го оставија само нивниот колега од помалиот коалиционен партнер, колега Беџан Илјас, само тој остана да ја одбрани таа кандидатура на веќе избраниот, односно избран на оваа комисија. Тоа ќе се одлучи на пленумот. Јас сигурна сум каква ќе биде одлуката и таму за изборот на Фатмир Скендер за кандидат за уставен судија, што за мене изгледаше многу оскудно, многу сиромашно, дури би рекла и девалвирачки за господинот. Лично не го познавам, ние предложивме да има можност тука да дојде да го видиме, барем малку од малку да ја збогатеше она оскудна слика која што ние имаше приложено само преку една биографија на 2 страници, во која што од научни трудови или не дај Боже објава на некакви книги или експертизи, како што е случајов со професорката Живковска, имаше само тоа дека има посетено мноштво на семинари и обуки. За жал, зборуваме за кандидат за уставен судија и јас кажав, немајќи ништо против кон етничката припадност, не само турската, туку било која, но остана да единствен услов кој што тој кандидат го исполни е тоа што припаѓаше на турската етничка заедница, и можеби токму затоа јас и вчера ја потсетив македонската јавност дека година дена се чекаше за да се дојде денот да се отвори оваа точка, и бројот на кандидати кои што ги поднесе ова владеачко мнозинство е истиот оној број колку што се и бара, односно бројот на испразнети места во Уставниот суд, што доволно говори дека е веќе се однапред договорено, подготвено, и сега, за жал, владеачкото мнозинство ќе мора да не издржи нас од опозицијата со нашите говори, бидејќи имаме навистина што да кажеме по однос на нашите кандидати, но знаеме дека кога сето ова ќе заврши, гласањето ќе го даде исходот како и за се останато. Кажав, имаше вчера еден многу жален молк по однос на предлог кандидатот на владеачкото мнозинство, дури немаа ни колегијална поддршка за нивниот колега од помала коалициона партија, барем малку од малку да му помогне и да го извлечеа тоа сиромашно CV од кандидат, но мене воопшто не ме чуди, бидејќи не само една година што се чекаше за отварање на оваа точка на избор на уставни суди, исто така веќе втора година навлеговме како се чека да се расправа и по предлог законот за измена на изборниот законник, кој предлог доаѓа токму од помалите коалициони партнери во власта и за кој што секако најголемата партија во ова мнозинско
во ова парламентарно мнозинство никако нема слух и тука повторно немате можност да обвините опозицијата, туку повторно одговорноста е на вашата страна, односно на страната на вашите внатре коалицијски преговори. Кажав, нема дебата, нема издржани аргументи, само тоа беше причината што се чекаше цела една година. Точно е дека председателката не можеше да ја свика оваа 13-та седница на комисијата без да до неа стигне некој предлог, но еве колегата Антонио Милошовски даде една така би рекла не малку скандалозна вест дека во ова собрание минатата година, кога друг председател ја водел оваа комисија, пристигнала апликација за член на Врховен судија, но никој од нас пратениците за жал до ден денешен прв пат јас слушам дека имало такво нешто. Тоа е таа цензура која што се воведува во ова собрание и која што се квалификува како собраниска пракса. Значи кога на мнозинството тоа му одговара, велиме дека тоа е собраниска пракса и јас можам да кажам, че чекам да дојдат на ред. Вчера веќе споменав неколку дилеми како пример за тоа дека овде требаше да овозможиме присуство на сите кандидати, барем на оние кои што тоа ќе сакаат да го направат, бидејќи добро ќе беше да се расчистат дилемите околу многу кандидати. Јас имам дилеми околу кандидатите, за жал не се договоривме, а можевме да се договориме, тоа деловникот не го пропишува, но ако има добар договор, можеше тоа да се случи, така да нели останува ако овие тројца кандидати за трите испразнети места во Уставниот суд дојдат до завршетата, после не очекува нели избор на уште еден кандидат за уште едно испразнето место во периодов додека ова се чекаше за трите, се направи да има празен уште едно испразнето место во Уставниот суд. Јас убедена сум дека повторно мнозинството ќе оди само со единствен кандидат, односно ќе си одлучи пред тука било кој да има некоја дилема, но барем до тогаш еве поради јавноста, поради она што вчера го искажавте, па глумевте дека сте добар ни е предлогот, одличен ни е предлогот, ама ете немало време. Јас се надевам и апелирам дека за следниот еден предлог кој што ќе треба да се решава, до тогаш, еве имате време и ќе имате време нашиот предлог да го прифатите и да овозможите една промена на процедурата со која што ќе имаме тука присуство на оние кандидати кои што ќе можат да ни се обратат, но истовремено после тоа и ние ќе можеме на нив да им настапиме со прашања дополнителни или некои дилеми. Станува збор за многу сериозна тема. За жал имаме огромни спротивности по однос на кандидатите. Добро е што те се прифати вчера да расправаме за еден кандидат кој што дојде од страна на мнозинството, денес расправаме за кандидат што дојде од страна на опозицијата. Ќе останат ако денес завршиме уште 7 кандидати, но со оглед на тоа каков интерес имаше вчера на оваа комисија, како денес воопшто нема интерес, гледам дека работата е предвреме одлучена, тоа не е прв пат да се случи, така за жал ќе морате да не издржите нас пратениците на опозицијата да си го искористиме нашето право за нашите кандидати, не само што имаат богата биографија, туку имаме и дополнително што да кажеме. Ја кажав, имаме добри примери наназад за тоа какви уставни суди имало во Уставниот суд на Република Македонија, но за жал кај нас сите мерила и критериуми паднаа, така да денес можеби и некој да ни дојде со една добра напишана биографија, да е и доктор на науки, за жал кај нас и доктор на науки стана секојдневие да се станува многу лесно, но тежината сепак ја имаат оние кои што од утре ќе се нафатат или еве се нафатиле да бидат кандидати, а утре уставни суди, што секако не е сериозна работа, особено ако се има предвид дека оваа власт е во сериозен пат, несериозно се покажа, веќе 6-та година е на власт, така да уставните суди и оние барем тројца кои што ново избрани, че имаат доста сериозен предизвик на кој што се надевам дека и сериозно се подготвени, без разлика на тоа што нивните биографии со биографијата на нашите кандидати се доста разликуваат, се разбира во негативна смисла. За жал, како што тоа биографиите го покажуваат. Ви благодарам за вниманието.